Добар ден, драги мои. Ние сме во нашиот термин задолжен за црвена линија, што значи дека ќе верувам ќе ни се приклучите во денешната дискусија. А ќе зборуваме за младите. Но во која насока? Факт е дека постои огромен недостиг на работна сила и тоа секој ден станува се поголем и поголем. А причината е што младите се иселуваат. Мигрантите не застануваат и она што прашуваме е всушност кој ќе го полни понатаму пензискиот фонд на идните пензионери. Дали нашата земја е атрактивна единствено за ситни криминалци и корумпирани политичари? Тоа е она за што ќе говориме заедно со вас и верувам дека ќе ви има во огромен број, како и секој издание на Црвена линија, а причина плюс е бидејќи од оваа недела имаме и нов телефонски број на кој што се активни дури цели 5 линии, што значи доколку завртите 023070005, можноста да бидете веднаш и брзо вклучени и да го кажете вашиот став е огромна. Тоа и се очекува од вас. Секако оној кој што ќе го заврти нашиот број, веднаш ќе биде запрашан и кој ќе го гасне или, подобро да речам, ќе го изгасне светлото, кога сите ќе им се придружиме на мигрантите, односно на оние кои што заминуваат. Задолжително заследете не и на социјалните мрежи, се разбира, Црвена линија има свој профил на Facebook, на Twitter, а нашите теми секојдневно се објавуваат и на профилот на телевизија Телма. Како и да е, ве охрабрувам вие кои што не следите на Инстаграм да го направите тоа веднаш, бидејќи причината е можноста да учествувате во анкетата која што ја објавуваме секојдневно, па така и денес. А инстаграмчи ги прашуваме следно. Дали размислувате да се иселите од Македонија? Одговарате со да или не. Резултатите секогаш ги соопштуваме по рекламите. Ете вака изгледаме ние на Инстаграм стори. Заследете не и дадете го одговорот на денешното прашање. Секако и оние кои што ќе го завртат бројот 023070005 ќе бидат запрашани дали размислуваат да се иселат од Македонија. Ако имаме гледач, веднаш почнуваме со добар ден за првиот гледач. Да, добар ден. Дали размислувате да се иселите од Македонија? Не размислувам, нити мојата фамилија, нити јас. А како го коментирате недостигот на работна сила и фактот дека огромен број на млади лица и размислуваат, но и заминуваат во странство за работа и се иселуваат? Една работа, ќе кажам, на Балканот и во Европа, а движењето на младите е присутно повеќе од 50 години, не од вчера. Миграцијата од Македонија кон сите други држави, Англија, Франција, Германија, Аустрија, Италија, Канада, Нов Зеланд, Америка, Австралија, искам да ви кажам, од моја фамилија преку 200 луѓе од 52 година си има иселено од своите огништа. Така да таа миграција не е толку опасна, затоа што добро е да се движат младите низ Европа и низ Балканот. Тука се пополнуваат тие нивни фактички задоволства, нека видат како е во другите земји, па да видите како ќе си дојдат многу побрзо ќе си дојдат во Македонија. Затоа што јас имам роѓен брат во Шведска 72 година. Искам да ви кажам, човекот е како роб во Шведска, не како мене демократски да се однесувам во својата родна грудка во Македонија. А како го коментирате недостигот од работна сила? Како е Македонија, таква ќе биде и со незе ќе растам и со незе ќе старам. Благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија. Секако ќе потсетам, денес зборуваме и сакаме да слушаме каде лежат причините од недостиг на работна сила. Факт е дека собствениците, еве народски кажано, газите куборот да најдат млади лица кои што ќе работат, така да факт е дека недостига работна сила, а пак оние кои што сакаат да работат, се разбира, сакаат и подобри услови, како и неминовно е подобрување на квалитетот на животот. И ете низа фактори кои што се спомнуваат зошто всушност младите е интересно дека и повозрастната категорија луѓе со цели семејства нели заминуваат надвор со цел да ја сменат локацијата. Еве првиот гледач вели миграциите се нормални, се случуваат сите овие години наназад. Добар ден за новиот гледач. Здраво, Црвена линија.
Голем поздрав до вас, добре ни дојдовте во Црвена линија. Експрес ќе престанат миграциите на младите, кога ќе се среди, ќе се нормализира судот, неовинзатството, вклучен на судот, и ќе се нормализира све. Подхитно ќе престанат да се иселуваат младите, кога исто после кога ќе се среди судот и мора да има ревизија на сите контраправото пресуди на нивните родители, кражбите буквално, кражби, и ќе се среди. Спомнавте дека газди, тие се работодавачи, ти газда подразбирам нормален приватник. Народски кажано така зборуваат. Да, нема нормален како што нема нормален суд, нема нормален даночен систем. Даночниот систем треба да се прилагоди, пример е за Шведска. Колку заработува, спрема заработката, колку плаќа на вработените плата, месечен призонес, сите бруто, све, и така да плаќа. Во Европа нема друга држава толку брзо приватници да се збогатат. Во светот може сме единствени во нормалните држави. Толку брзо се збогати некој. Стоматолозите го дерат народот, пример, стоматолози приватници. Благодарам многу и цениме тоа што се вклучивте во денешната дискусија на Црвена линија. Водиме веднаш ако имаме гледач, со оглед на тоа дека имаме 5 активни линии на новиот телефонски број 023070005. Добар ден од Црвена линија. Намалете го тонот на телевизорот да зборуваме преку слушалка, подобро ќе се слушнеме. Добар ден. Добар ден. Како го објаснувате недостигот на работна сила и иселувањето на младите од земјава? Добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Па така, за темата. Повелете. Младите се иселуваат. Јас во моето семејство имам 2 деца. Така. Зборувајте преку слушалка. Во мојата фамилија имам 2 деца кои ни не помислуваат да се иселат, иако не се многу ситуирани. Значи, никако за иселување, за тоа нека му ја мисли владата, се иселува и за време на ВМРО, но со оваа влада, јас мислам, ова е нешто незапирливо, со овие тендери, со здравството, со судството, со образованието. Значи, ептен многу се иселуваат. По некои податоци, по 50 автобуси заминуваат неделно за странство. Доколку вам ви се пружи прилика и ве сте размислували ли да заминете од Македонија? Да. Да. Јас сум веќе во години, немам шанса, значи, да се иселам, а моите деца ги терам да се иселат, но не сакат никако. Тоа е одлично, особено ни е драго што е вашето искуство и размислување го споделивте со јавноста, односно со гледачите на Црвена линија. Добар ден за нов гледач во ова издание. Добар ден. Секој е добро. Поздрав од Прилеп. Голем поздрав до цел Прилеп од Црвена линија. Да, овој период сум дома, моментално од работа и така ве следам. Одлично, па еве, според вас, зошто постои недостиг на работна сила, зошто младите се иселуваат, па дури и возрастните, не е секогаш само... Знаете како што ги нарековте газдите или собствениците на мали или големи фирми, може. Ги исполнуваат условите што му припаѓаат на работникот, дали било боловање или одмори или било како, значи сите права да ги има работникот, пошто работникот не зависен и од газдата или работодавица, и работодавица е зависен од работникот. Имаат заедно дејство, не можат ни едниот без другиот. Ако се исполнуваат условите и се задоволни работниците, мислам ова миграција на младите нема да биде во толкав број. И од друга страна, моје размислување што
заминуваат младите и сите мислат дека треба да заминат. И овде да работат по две работи, како што работат во странство, по 10, по 12 часа, и овде ќе направат пари, и овде ќе има средства за живот. Само кај нашо законите се на хартија, а не се спроведуваат во реалноста. Поради тоа незадоволство, мислам дека повеќе младите заминуваат од земјава. Па некои возрастни, а јас како возрастна 50 годишна личност не ми мислела да заминам, пошто семејството ми е тука, децата ми се тука, така да има. Се случува и возрастни луѓе да заминат со цели фамилии. Само незадоволството од страна на законите, од работодавци, општо Квалитетот да не на речем од животот. земјава, од државава. А тегде да се работи дупло сати, дека ќе има и тука. Бескрајно благодарам што се вклучивте. Уште еднаш ги поздравуваме прилепчани кои што следат Црвена линија и веднаш со нов гледач доколку ве има. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Гледач од Скопје. Голем поздрав до вас. И до вас исто поздрав. Па и ве сте размислувале ли во последно време да си речете би заминала од Македонија? Па видете, јас никош не би заминала од Македонија, јас многу ја сакам мојата земја, моите деца се тука живеат. Единствено нешто што ми смета, мислам во државава фалат милијадници работи, и порано во бивша Југославија наполно луѓе им беше добро, па многу и се иселува, така да секој нека си го најде својот пат. Мене единствено што ми смета во државава сега моментално е тоа што кај нас албанците се на власт. Значи ние немаме во ниједна институција македонец, комплетната власт е предадена на албанци, па јас не живеам во Албанија, живеам во Македонија. Единствено тоа ми смета, друго ништо. Мани секаде има и добри страни и лоши страни и во Запад, и таму не е се идеално. Ако има стандард, па фалат многу други работи. И овдека јас ја сакам многу мојата држава, но не можам да се помирам со тоа што ние немаме македонци на власт. Тоа е страшно нешто. Страшно нешто. И гледам упорно секаде кај што се бира инспектори, ова тоа се само албанци. Ја не знам до кој степен мислат да одат наши македонци од владава. Ние веќе немаме македонска влада, можам слободно да кажам. Само тоа ми смета, ништо друго во вана. Благодарам и вам за јавувањето и можноста да го искажете вашиот став во своите 90 секунди. Ајде одиме веднаш со гледач, ако имаме, секако вие секогаш ќе ни бидете предност, најважни. Добар ден. Добар ден од Црвена линија. Добар ден. Секој е добро. Па и ве сте размислували ли да заминете од Македонија? Дали се слушаме, Црвена линија? Да, се слушаме. Па и ве прашуваме, тоа ни анкетно прашање. Дали сте размислували да заминете од Македонија? Не, видите, не сме во таква состојба ние во овој момент. Меѓутоа, младите се иселуваат и добро што се иселуваат, но проблемот е во тоа што ќе нема кој да го полни пензискиот фонд. Така да, прави тие причини и веројатно ќе дојде до колапс. Тој и сега не постои пензиски фонд. Значи, тој пензиски фонд е негде во загуба околу 10 милијарди и нема пензиски фонд и сега практично финансирање има директно од буџетот на Македонија, раздлжување ради задлжување, така да тоа е тоа, значи тешка е состојбата. Посебно што сега државата е водат луѓе кои што се неуки, неписмени, но и намерно е туркаат кон банкрот. Така да младите кои што се иселуваат само ќе бидат спасени и веројатно ќе спечелат некој динар. Тоа би го кажал. Фала, многу и пријатно. Големо благодарам. Секако се е добре додено од вас, драги мои, кои што се вклучувате во денешната дискусија. До сега слушнавме најразлични мислења, некои никогаш не бија напуштиле земјава, некои веруваат дека оние кои што заминале не се толку срекни, дека не е така добро надвор како што некои веруваат, а некои веруваат дека
младите се пресрекни и дека имаат подобри можности. Што мисли следниот гледач? Добар ден. Добар ден од Црвена линија. Добар ден. Секој добро од Црвена линија. Овде е Баба Роско, село Орман. Како сте, Баба Роска? Така, па сине, чека да ви кажам, само да намалиме телевизора. Така треба? Ајде. Целост. Вака да ви кажам, сине. Јас сега моментално немам никого у странство, сите деца ме се тука и никад нема да помислам за странство. Еден пример ќе ви кажам. Јас имав брат 10 години помал од мене, немаше работа, отиде у Шведска, 13 години, еве го 10 години у Бутеле. Затоа, вика, дадо, вика, увече не може да отидам, чукат газите на врата. Робови са тамо, они не може да мислят ќе отидат у странство, па тамо мет ти ги послужат. Не, тамо се робови. У Македонија е најубав животот, ама нас у Македонија ни го пропастија животот овие што не водат. Кие ме упропастија, не дотераа до овој степен. Продавате Македонија. Значи, не македонци да турат на работа, турат други, што се малцинства. Македонците ги погазија. Само да гласат за нив и да седат в хотелите да не ги спуштат. Јас имам пример дојдено дете кај мене. На 14 години сум правила мобет и вака ми вика. Само да завршам детка Роза, заминувам за странство. Зашто ме сине овде е поубав животот? Животот овде е Добра многу завршница лошица. од страна на... Нема закони, нема живот. Благодарам многу, Баба Роска, што ни се јавивте. Тоа ни е редовна гледачка за оние кои што може би се нови гледачи во Црвена линија и добро не инспирираше понатаму нели да продолжиме на темата. Значи секојдневица е се повеќе младите, па дури на 14 години велат само размислувам да заминам од земјата. Но факт е дека доколку сите заминат, не само младите и ние, кој ли ќе го полни пензискиот фонд? И каде лежат причините зошто сме со недостиг на работна сила? Добар ден. Добар ден од Црвена линија. Ало, добар ден. Одлично ве слушам, се надевам и вие нас. Поздрав до... Голем поздрав. До вашата телевизија, до сите. Прв пат се јавуваме. Драго ми, се надевам не и последен. Сега темата младите се иселуваат. Се слушаме? Да, продолжете. Така, младите се иселуваат. Нормално ќе се иселуваат, тоа секој го знае во Македонија и у цел свет и посебно овде. 300 евра и 3000 евра исто ли е? 1:10. Па цени исти. Што ќе прави овде Македонија? 30 години, 100 години, 300 години уште Македонија нема да се оправи. Имигрантите, зашто бегаат? Не е добро тамо, значи Европа, свет. Вие сте размислували ли да заминете од земјава? Ја да сум млад одма, подхитно. Ја би сменил све, нема врска. Македонци тврди Срби, остануваме бедни цел живот. Што го сме тврди? Што е оно што мора прво да се смени за да се влюбиме повторно нели во тоа да живееме во својата земја? Народ одличен е. Политичарите го заведуваат народот и народот не сме ни лево ни десно, како у карантина. Според вас ќе остане ли некој да го полни пензискиот фонд? Сега за пензискиот фонд, значи зависи све од нас, вработените вработени, нема бегаат сите. Ја би рекол за приватниот пензискиот. Благодарам многу што се јавивте и колку што разбрав прв пат, се надевам нема да биде последен пат. 90 секунди е време траењето, а додека траеме и ние како емисија, слободно е да се јавите повторно и секако да искористите нови 90 секунди. Една од причините која што се споменува за масовното иселување е несоодветното вреднување на високообразовните кадри, нивно невработување по реални критериуми, партизација во сите сегменти и непотизам. Што мисли следниот гледач? Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Вие поздравувам емисијата и сакам ние да ве кажам... поздравуваме вас.
Значи, невреднување на високиот стручен кадар. Да, зависи за кого. Тие што си ги купија дипломите во време на ВМРО и што се земаа бугарски пасоши, па некои останаа, па некои отидоа, повеќето отидоа во странство, и таму не се снајдени икс луѓе што познаваме, не се снајдени, работаат во Макдоналд или во некои такви нели корпорации од како што се за храна за тие работи. Тоа е тоа. А овдека секој што работи и заработува и тука. Значи, тој што е вреден, тој што работи, тој што има завршено како што треба факултет, тој што има завршено занат како што треба, сите заработуваат. Па овдека кога отворија во сите села факултети и сите отидоа да студираат за година дена да земат диплома, да тргнеме од туризам овдека што е во Скопје, па не знам до кои други села све што има, тоа така ќе биде кај нас. Нема да се вреднува кадарот со висока стручна спрема, затоа што не е спремен. Според вас тоа е единствената причина за недостиг на работна сила? Како? Дали тоа за вас единствената причина за недостиг од работна сила? Па одат. Ете тие завршиле, земале диплома, отишле во странство со бугарски пасош. Нормално дека нема работна сила. Така, благодарам многу што се јавивте во Црвена линија, продолжете да не гледате. И ќе се обидам веднаш. Добар ден за нов гледач. Добар ден од Црвена линија. Јас ќе потсетам 5 линии се активни, телефонскиот број од неодамна ни е нов, со цел да имаме активни 5 линии на кои што ќе можете веднаш да бидете вклучени, доволно е да завртите 02 307 0005. И веќе ги охрабриме, може би и некои од работодавачите не гледаат, па и самите ќе се вклучат во денешната дискусија и да ја објаснат појавата од недостиг на работна сила. Ве прашуваме дали може би вие размислувате да заминете од земјата и кои ви се вашите прогнози, дали воопшто ќе остане некој да го полни пензискиот фонд. Добар ден. Ало. Добар ден, вие сте во Црвена линија. Видите, дали младите се селува за во странство? Тоа потешко оди, не се селува, нека не кажува некој дека младите сите се селува, оние што некој што има... Така, продолжете, ве слушаме. Оние што има некој свој луѓе, таму во странство, ќе видат, особено тие се по-возрастни луѓе. Иначе сите што има школа завршена, факултет, и ова тука ти останува и државата там води сметка за да бидат вработени. Стандардот нас ни е понисок, тоа не се ги лажи ги лажи граѓаните дека тој таму ќе заработи мислите пари. Кој ќе види дека не е тоа така и се ваќа назад. Јас, например, имам билено и во Шведска, како студент во Шведска, имам и Австралија билено, и тие поредоци ги познавам. Затоа ние се стремиме овде, тоа нече да го достигнеме тие, тој развој да го достигнеме нили, нашите млади тука да се работува, како се работува и во тие странски држави. Иначе, нема што да се зборува некој да кажува дека државата не чини, дека не ова. Секој собствената држава треба да си ја сака и да си твори, да допринесува во неја. Фондо ќе се полни пензијски, со наголемување на платите. Благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија. Подсетување 90 секунди е време траењето на секој јавување, а ќе ве подсетам дека и можеби некои од вас покомотно се чувствуваат кога коментираат на социјалните мрежи. Тука имаме простор за вас, Facebook, Црвена линија профил, и веќе имаме и 2 коментари. Еве како ќе ви покажеме сега како изгледаме таму на Facebook. Верувам дека од режија ќе ви покажат. Значи на Facebook, кога ќе кликнете на Црвена линија и еве последна наша објава, визуелно изгледаме вака. Прашуваме дали нашата земја е атрактивна единствено за ситни криминалци и корумпирани политичари и дека факт е младите си селуваат.
Томислав Крстич вели 793.121 вработени, од каде вработени сега 694.376 вработени, а невработеност 14%. Каде се 98.745 вработени? Од 934.000 активно население сега 812.056 и само 117.680 невработени. Колкава е валидноста на пописот? А Христијан Јакимовски коментира: одма да има можности, тоа со бугарски пасош. Одиме понатаму, ако имаме гледач на линија, преминуваме на вас. Добар ден. Дали ме слушате? Да, одлично ве слушам. Црвена линија. Добар ден. Поздрав до вас и до емисијата. Голем поздрав и до вас. Јас сум, да речам, од постарите, имам 55 години. Вработен сум како уметник, музичар и задоволен сум од платата. Си ја сакам земјата нормално и сакам да останам тука. Меѓутоа, ги оправдувам младите и искрено ви кажем, кога би имал можност, ја би си заминал од тука, бидејќи ми највеќе што ми пречи тоа е простотилукот и политизацијата на институциите. Значи, додека не се деполитизираат институциите, кај што зависи вработувањето од партиската припадност, до тогаш ќе немаме вистински критериуми за оние млади кои што на вистина треба да останат тука и да направат подобро, нели, за животот кај нас. Да не зборам за оние кои што сите сме свесни, кои што заради партиски поени има луѓе кои што седат дома, земаат плата. Нормално, може би е тежок животот во странство, меѓутоа, оние пари кои што ќе им останат со тие кири, струи и такви работи, она што ќе им остане, можат слободно со тие 500 евра, 300 евра да си купат за јадење, поевтина храна од Македонија, и исто да си купат и облека и други работи. Така да ги поддржувам и криво ми е што... Нас воопшто не е криво е што се вклучивте во Црвена линија, продолжете да не гледате и секако ве очекуваме и во некоја наредна дискусија. Ги охрабрувам, значи, сите оние, верувам дека многумина не размислувале да се вклучат во една ваква контактна емисија како Црвена линија, но ова е дискусија и тема која што не засега сите. Дури е факт дека и повозрасната популација размислува да замине од земјата. Некои дури го прават тоа со цели семејства. Како да се задржиме во својата земја? Добар ден. Секој добро, вие сте во Црвена линија. Ова за мигрантите од овдека надвор или за мигранти што доаѓаат од овие дививе, што доаѓаат од... Па факт е дека миграција постојано има, но факт е дека и ние мигрираме се почесто кон надвор. Да, добро, ве разбрав, значи вака, значи овие, ако се надеваат овие наши работодавачи дека од овие мигранти што доаѓаат од Афганистан, Пакистан и од било каде таму, верујте ми, многу попаметни се него ние овдека што сме паметни. Тоа се доста бистри луѓе, ако ние ги сметаме како, да речеме, демекеве дошле таму кои од некоја планина. Не, тие се доста паметни и добро знаат каде идат и што треба да прават. И нека не се надеват овие нашиве такозвани стопанственици кои доста беше брукана само со струјана се да крадеа таму, што значи на секој начин гледаат да дојдат до профит, па макар и со превара, а уште па да му работи некој за никакви пари што ќе му ги даде тука. Нашиве што се селуваат имаат право да се селуваат, јас повеќе мислам дека се селуваат затоа што правна држава не функционира овдека, што судот и све останато е тотално, значи, пропаднато у провалија наречена корупција, ајдук-капашлук и све останато. Во овој момент, само едно прашање, во овој момент да ви се пружи шанса да заминете, ќе го направите? Сега тоа да го кажам. Одма, веднаш, подитно ќе напуштам терен, немам сигурност во оваа држава. Поздрав, пријатно. Голем поздрав и до вас и секако големо благодарам што се јавивте во Црвена линија. Интересни се и податоците, иако еве од гледачите слушаме дека некои се обиделе, нели, да си ја најдат среќата надвор па се враќат, но има и такви кои што и покрај
нели високиот стандард, еви да се подобрат условите и избираат нешто што сметаат дека е подобар квалитет на живот, а најчесто тоа го наоѓаат надвор. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Баш убаво све кажано, секој си ја сака својата земја. Јас си ја сакав мојата земја, што си ја земјата што си ја сакав, што постоеше некојаш. 30 години не живееме во нормална земја. 30 години криминал, 30 години сигурна земја, 30 години потизам, политичари, партии, газење. Нема култура, значи ние сме едноставно дно дна. Не знам како воопшто и постоиме овде. Мене не ми јасно. Моментално можам да ви кажам, се случува, мислам се среќавам со луѓе кои што се на запад, кои што работеле нешто и кои што се враќаат моментално. Овде животот е поскап, моментално него таму сите намирници се поскапи. Зарем можното? Доаѓа овде си викаш да, овде е супер, нели? Не е тоа така. Значи, едноставно, дали ќе се размисла за младите, дали се па ние постарите овде, што сме, дали ќе... Ме едноставно не можам како да му објаснам на моето дете или било да остане тука. Кога се газат на деца, возрастни луѓе или било што на пешачки, немаме совреќена култура, немаме ништо што е вредно, веруете. Немаме вредности овде, ние сме изгубена вредност, ние сме изгубена нација. 20 години ни се случува нешто, некаква катастрофа, други не владеат, намамте луѓе. Ова не иде нигде, не води. Кој млади, кој сака да живее овде? Ја не сакам више да живеем овде. Ја тоа што сум го живеел порано, како да му дола на моето дете, какво било тоа? Никош нема да можам да го објаснам. Треба? Секако големо благодарам еве што споделивте како се чувствувате и како размислувате на денешната тема со гледачите на Црвена линија. Тој она што го очекуваме од вас, нека ви има во поголем број, а на 023070005 вклучуваме и нов гледач. Добар ден. Добар ден од Црвена линија. Дали сум на линија? Да, вие сте на линија на Црвена линија. Благодарам. Ајде вака јас да кажам некој лав. Прво да ви кажам најискрено, добро е што нашите млади заминуваат за странство, добро е што од друга страна, значи нема кадар во државата. Моите деца се сите заминати, ние сами седиме старци дома. Сега, ова ќе дојде до вредност на трудот на нашите граѓани во државата. Значи, сакаат или неќат, работодавачите, ако сакаат да функционираат, ќе мора да платат повеќе, во однос колку што е сега, че ако нема од тука, ќе мора да увезат кадар од надвор, тој кадар од надвор сигурно дека ќе ги кошта далеку поскапо и ќе размислат дали да ги сачуваат и тие што ги имаат, и дали треба да ги платат повеќе, и тоаш и во фондовите ќе има далеку повеќе пари. Меѓутоа, значи за сега се уште има доволно кадар кој што може да го експлоатираат како сакаат тие, значи, за сметка на тоа нашите млади тука државата плаќа школување и сето тоа, значи, некој од надвор го користи нивниот труд за, да речем, вистина ќе ги плати доволно колку што, значи, оцениле тамо и ќе се вратат некогаш со нафатирани со добри пари. Благодарам, поздрав. Благодарам многу, ќе се префрлиме малку и на Твитер заедницата на тема иселување на млади. Еве ќе споделиме една објава од 18 октомври на Павлевски Илија, вели: младинава не знае кај каде планираат да се иселат словенциве, каде тоа ќе им биде подобро од кај што се. Според некои статистики, барем овие што ги објавил Илија, Србија и Македонија, всушност младината, населението 75% сака да се исели, односно да емигрира, а да останат во Србија, например, 25%, во Македонија 27%. Добар ден за новиот гледач. Добар ден и добра вечер, Македонија. Добра вечер и до вас. Дали би се иселиле во овој момент од земјава? Никогаш. Јас лепи сол да јадам, тука ми е добро во мојата родна Македонија. Дома си е дома. Не сум трчен, не сум материалист, да се отцелам од својот род и утре деца мои да се измашат со некои си други тујги и така родот македонски, христијански, православен да се измелези, да не знаат од кај се и што се.
Мислам дека голем дел на луѓе што заминуваат овие години, заминуваат од што сакаат да живеат полуксузно. Во Македонија има работа за секој. Сега би живееле поскромно, ама па таму би биле туѓинци за цел живот. Кај е проблемот? Проблемот е во оваа власт, СДС ДУИ, што тие никогаш добро нешто не направија за Македонија. Една фабрика не отворија, еден гулабарник не изградија, а само крадат, само уништуваат. Овие од ДУИ направија војна со СДС, договорени да го руша ВМРО 2001 година, така направија 2016, само уништување, криминали, привилегии лични за нив, за своји ќерки и синови, неписмени, несручни, а додека тие кои се сручни се разочарани. Значи, овој човек пред мене зборува, ако дека се целува, да, нека остана самостарци во Македонија, за нега е добро, ама за нега е важно да е СДС на власт, па нека се сотри Македонија, само да е СДС на власт. Која е та логика, кој тој разумно се насување? Ајде, човечите талибанци и неки мучахидини, па и дома да ни дојдат, така уште. Благодарам за јавувањето во Црвена линија. Ке ве префрлам повторно на Твитер и што издвоивме еден интересен твит од читателката која што вели: не се иселуваат само младите. Поради семејна преселба во странство, во нашата гимназија се испишуваат и средношколци, чии родители се над 40 години, и тоа интелектуалци. А во комфорт зона веќе не сме од 7 паралелки во генерација со по 35 до 37 ученици. Дојдовме до четврта со по 15 до 16. Ајде да видиме што ќе каже новиот гледач. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Ало, добар ден. Секој добро, вие сте во Црвена линија. Да, ви благодарам. Сакам да Ало? Да, продолжете, ве слушаме. Намалете го тонот на телевизорот. Сакам да искоментирам една појава и да ја поврзам со темата. Повелете. Пред некој ден, односно актуелна е се уште состојбата со децава кои треба да работат за контрола на летање. Така, вчера зборувавме во Црвена линија, токму за... Добро, јас не сум успеал да ве добијам и користам прилика. Како младите нема да се иселуваат кога вакви работи се случуваат во земјата? Интелигенцијата не може да дојде до работа, а неуки луѓе, подпомогнати од своите родители на власт, кои исто така се неуки, а дошле партиски на власт и ќе зимаат големи примања, по 2000 евра, ќе прават што им е кејф, не работи, државата нема одговорност. Имам еден пријател, вика, 80% не знаат да помножат 0,2 со 0,22, вика. А ти го примаш, директор го ставаш. Значи, немаат достоинствен живот, немаат етика, нема морал за овдека. Криминалот е... Големо благодарам, цениме што се вклучивте. Ке подсетам на сите оние кои што следни ке ги вклучиме, внимавајте на тајмерот 90 секунди. И еве можеме да искоментираме, да видиме што ќе каже следниот гледач. Факт е дека и од твитот пред малку средношколци, нели, заминуваат заедно со своите семејства, односно со своите родители кои што имаат над 40 години и донесуваат таква одлука да заминат од земјата. Како го коментирате ете тоа? Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро, Црвена линија. Ви благодарам и ве поздравувам. Голем поздрав и до вас. Тема. Знаете што, сите политички не се определени. Јас сум 60 и некоја година, кога би можели, кога би ми се укажало прилика, ја би заминал и покрај децата што ми се заминат. Најсериозно. Еве, како име на децата што се заминати? Супер. Одлично. Најсериозно ви зборувам што се тргнати од тука, преродени се од мајка. Затоа што оваа држава е политизирана, не е државнотворна за народот, за граѓаните. Ова е само за партиите. Секој не може да биде со оглавче, да биде теле или лижач, да ми опростите. Има мажи кои што одлучуваат да и не.
Јас вака им кажувам дека 700.000 се заминати. А од кој период вие знаете како новинари кога? Мислам дека е од 2007, 2008 до 2015. Дали ја знаете тука, проверите, ќе видите на компјутер дека се знае. Никој не останува, дури и старците, еве јас пред пензија сум, кога би ми се укажала прилика, сега би заминала тука. Што побргу, подолг живот ќе живеам. Што повеќе седам тука, ми се скратува секој дневно животот. Во една политизирана држава, кај што немаат поим што значи политика, што ќе очекуваме? Нека си... Благодарам многу за јавувањето во Црвена линија. Ве гледачот ни откри дека неговите деца се заминати работат и живеат надвор и вели супер име. Некои од гледачите сметаат дека и надвор не е едноставно и не се толку среќни сите кои што заминуваат. Што мисли новиот гледач? Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Ајде ќе преминеме сега малку на Твитер, додека нели вклучиме гледач на... Добре, ми јавуваат дека е време за реклами. Таква е дискусијата, знам дека многумина сакаат многу што да кажат, но сега ќе одмориме со реклами. Време кога ги соопштуваме резултатите од Инстаграм анкетата, за следете не за да од понеделник учествувате и го дадете својот одговор. А оние кои што го направија тоа денес на прашањето дали размислувате да се иселите од Македонија, со да одговорија 81%, со не 19%. Драги мои, да се заблагодарам на сите оние кои што се јавија во Црвена линија. Ве очекуваме и вие кои што не се јавивте веќе од наредната недела. Ви посакувам убав викенд, а секако ќе имате пријатно друштво секогаш со програмата на Тилма телевизија. Довидување од мене.